Ако државата и незините надлежни институции продолжат да не покажуваат интерес за да ги заштитат ретките изработувачи на народни музички инструменти како пасионирани чувари на нашето национално културно богатство, Македонија ризикува да ги загуби овие уметници со вродена дарба, предупредуваат етномузиколозите. Станува збор за едва и десетина мајстори на овој занает кои покрај својот талент мајсторството го наследуваат од своите татковци, дедовци, прадедовци, а добар дел од нив веќе се и во години. Ќе би да мисли и ќе кажат дека воопшто не се занимаваат со тоа, затоа што кога треба да се прикаже нешто како наше, тогаш ние го кажуваме наше, меѓутоа многу малку остана на државата се преземаат, да речеме, институционална поддршка, меѓутоа тоа подразбира и финансиска и материјална поддршка на оние, најпрви на оние што ги изработуваат инструментите, бидејќи тоа се луѓе кои се навистина талентирани, кои навистина од едно парче дрво изработуваат инструмент кој потоа има музичка функција и носител на една традиција со години, децении и векови. Инструмент има долгорочна употреба со правилна заштита. Загрижени заради ваквата состојба и стравувајќи дека со таквата негрижа може да исчезне ова наше исклучително важно културно наследство, кое не е фабрикувано, ами се уште се одржува со рачно производство, етномузиколозите во иднина најавуваат поголема гласност, но и очекуваат дека новата власт, за разлика од доскорешната, ќе има многу повеќе слух за оваа проблематика. Да се најде начин да овие луѓе, особено оние што изработуваат инструменти, па оние што свират, пак да се згрижат во некоја институција да има стимулација зашто би го правеле тоа. А државата како држава не може да произведува изработувачи на инструменти и инструменталисти, бидејќи сепак нели тоа се луѓе кои што во својот ден си ја носат тој талент за изработка и за свирење и за музицирање. Според неофицијалните податоци, освен што неколку мина веќе починале, од десетината останати изработувачи на народни инструменти, повеќето се во 7-та и 8-та деценија од животот, а само еден е на возраст од 23 години.